кога дошол на власт, не бил нешто одлучен, иако он бил многу школуван, едуциран, елоквентен, дури се чуделе таму дворјаните, како може еден таков човек, кој потекнува од село таму некаде од Дарданија, да биде толку учен, толку интелигентен и толку да може да работи со луѓето. Значи, онаа приказката што ја почнавме во врска со раѓањето. Например, он како дошол во Истанбул, како дошол во неговиот војко уште од мало отишол во војска. Млад. И напредувал во војската и стигнал до генерал, веројатно. И така во една прилика станал и крал. Станал и крал. Пред да стане крал, значи имал куќа и така натаму, меѓутоа немал имал жена, ама немал потомство. И за да се одолжи веројатно на својата сестра која била сиромашна овде, го зел сини да го школува во Истанбул, таму на дворот, кај аристократите, за тоа што и тој се замешал така малце со аристократијата. И така добил највисоко образование Јустинијан, затоа што војко му бил патрон, а многу го сакал војко. Обострана била љубовта, да кажам, меѓу војкото и внукот. Значи, сакаш да кажеш Теодора дојдена од... Теодора била таму, он ја запознал таму, не е дојдена од тука, он не дошол тука да се ожени. Пресачица. Па така излегува тоа, меѓутоа и тоа не е сигурно. Се уште науката во одредена мерка не ја познава нејзината историја и воопшто биографија, што се однесува до тоа. Иначе, Јустинијан доаѓа на власт со своји 42 години по смртта на својот војко, нели, Јустин I, кој потекнува од Бадер. И сега неговата сестра се омажува во Таур, во Таурисиум, и така Јустинијан потекнува од тука. За тоа го знаем.